Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во 3 средни училишта во Прилеп се одржаа отворени денови. 9 одделенците се запознаа со струките и профилите во Орде Чопела, Ристе Скиричко и Ѓорѓе Петров. Македонскиот театарски фестивал започнува на 6 јуни во Прилеп. Позната е целосната програма на фестивалот. Во организација на Општина Македонски Брод и Издруженијето Форум за авангардна креативност, наредниот викенд во Самоков ќе се одржи адреналинскиот фестивал Самоков Екстрим. Во еден ден 2 кражби во бутик во Прилеп и во спортска обложувалница во Ропотово. За влез во втората фудбалска лига, Големо Коњари ќе игра бараж со Тетекс в сабота. Времето од денеска променливо, врнежливо и постудено. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во 3 средни училишта во Прилеп, во Орде Чопела, Ристе Скиричко и Ѓорѓе Петров се одржаа отворени денови. Кои се можностите кои училиштата им ги нудат на 9 одделенците при изборот на струките и профилите? Средното општинско училиште Орде Чопела на располагање има 5 струки со по неколку профили, вели Тереза Златеска, директорка на училиштето. Целта на овој отворен ден не е само да се промовираме пред 9 одделенците од основните училишта во градот и прошироко, туку да им помогнеме во нивната одлука за избор на средно образование. Ние знаеме дека таа одлука не е лесна ниту за учениците, ниту за родителите, бидејќи средното образование представува важна алка кон понатамошно школување, односно кон понатамошно конкурирање на пазарот на трудот. Средното општинско училиште Орде Чопела нуди современи лаборатории, хемиски лаборатории, лаборатории за анализа на храна, располага со реална училишна компанија од пекарски тип Детелинка, располага со ветеринарна амбуланта, стакленик, мини фарма и голем број на опремени училници и кабинети. Како училиште покрај редовната настава нудиме и дуални паралелки, што значи дека теоријата и праксата се тесно поврзани и цврсто поврзани меѓу себе. Располагаме со високостручен наставен кадар и нудиме можности за стипендија на учениците во трајање од 9 месеци по 3500 денари секој месец.
Во средношколскиот центар Ристе Скиричко има широка палета од занимања кои се во областите на електромашинство, сообраќај, транспорт и складирање, графичарство и спортска гимназија, посочи директорката Цветанка Ѓорѓиевска. Училиштето има неколку сектори, тоа сектор електротехника, сектор машинство, сектор графичарство, сектор сообраќај, транспорт и складирање и спортска гимназија. Ве очекуваме во што поголем број. Училиштето располага и е опремено со голем број на опрема и од електрострука, од машинска струка, од графичка струка, спортска гимназија, имаме многу убава спортска сала. Добре дојдени све сите. Уписите се отворени електронски од 14 јуни, а вие документите треба да ги донесете на 17 јуни во нашето училиште. Скенирајте ги свидетелствата, изводот, освоените места за дипломи, прикачајте на системот, пријавете се, одберете ја струката која што сакате, а на 17 добре дојдени све во нашето училиште. Познати како медицинско училиште, Ѓорче Петров нудат можности покрај здравствената струка и текстилно-кожарска, лични услуги, шумарско-дрвопреработувачка и геолошко-рударска и металуршка струка, вели Жанета Видевска, директор на училиштето. Оваа година ќе запишеме ученици во 5 струки и 8 профили, од кои што во здравствената струка 3 профили, и тоа медицинска сестра, физиотерапевски техничар и фармацевски техничар. Во струката лични услуги, козметички техничар и фризер. Фризер е профил со 3-годишно траење, сите останати се со 4-годишно траење. И по еден профил имаме во шумарско-дрвопреработувачката, во текстилно-кожарската и во геолошко-рударската струка. Училиштето располага со одлични ресурси. Сите училници се дигитализирани. Во секоја училница имаме LCD проектор, смарт табла, телевизор. Сите кабинети се современо опремени со компјутери, телевизори, со табли, со се што е потребно, со училишни материјали, набавени се во текот на изминативе 2 години, нагледни средства и наставно-образовни помагала за сите струки и за сите образовни профили и обезбедени се кабинети, сите се во училиштето, за сите струки и за сите профили. Македонскиот театарски фестивал започнува на 6 јуни. Позната е целосната програма на фестивалот. Представата 12 во режија на Синиша Ефтимов во продукција на Македонскиот народен театар од Скопје ќе го отвори 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Отварањето ќе биде во 20 часот на сцената на Центарот за култура Марко Цепенков. Пред изведбата на представата ќе им бидат врачени наградите за животно дело на актерите Снежана Коневска-Руси, Гоце Тодоровски и Сонја Михајлова. На затворањето на фестивалот на 13 јуни на истата сцена од 20 часот ќе биде изведена представата Вистина 2 од Флоријан Зелер во режија на Владимир Јурц. Влезниците за представите ќе бидат пуштени во продажба на 2 јуни на билетарницата на Центарот за култура Марко Цепенков, како и онлайн. Сите дополнителни информации за фестивалот публиката може да ги побара на интернет страната од фестивалот. Во организација на Општина Македонски Брод и Издруженијето Форум за авангардна креативност, наредниот викенд во Самоков ќе се одржи адреналинскиот фестивал Самоков Екстрим. Во организација на Општина Македонски Брод и Издруженијето Форум за авангардна креативност на 31 мај и 1 јуни 2025 во Самоков ќе се одржи 4-тиот поред адреналински фестивал Самоков Екстрим. Главната цел на овој фестивал е развојот на туризмот во поречкиот регион и ставање на Самоков на мапата на атрактивни дестинации за авантуристички туризам. Базата на фестивалот, на кој се очекува да присуствуваат околу 500 влюбеници на природата и авантуристи, ќе биде на фудбалскиот стадион, каде ќе има организирано кампување на учесниците, придружено со културно-забавни активности. Учесниците со своите спортски вештини ќе може да се презентираат во повеќе дисциплини и истите ќе имаат ревијален карактер, како возење со теренски возила, возење со мотокрос, возење со АТВ возила. Од полицискиот билтен две информации за кражби кои биле извршени во Прилеп и во Ропотово.
На 20 мај во 15 часот и 20 минути полициски службеници од ОВР Прилеп ги лишиле од слобода ЖМ 21 годишен и СР 22 годишен од двајцата од Прилеп, затоа што биле затекнати при вршење на кражба од бутик во Прилеп. По целосно документирање на настанот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Истиот ден на 20 мај во 9 часот и 45 минути во полициското одделение Ропотово е пријавено дека во периодот од 22 часот и 30 минути на 19.5 до 8 часот и 30 минути на редниот ден 20 мај со употреба на сила и подесен алат е влезено во спорска облажувалница во село Ропотово, општина Долнени, при што биле одземени пари од дневниот промет. Увид е извршен и се работи на расчистување на случајот, посочуваат од ОВР Прилеп. Првакот во третата лига Југ го доби противникот во баражот за пополнување на втората македонска фудбалска лига. Ни помалку ни повеќе тетовски Тетекс, кој пак заврши на првата позиција во западниот регион. Билансот на Тетекс е 21 победа, 2 нерешени меча и само еден пораз со 65 освоени бода. Единствениот пораз го имаат од тетовски Љуботен. Од друга страна, Големокоњари исто така има одличен биланс, 18 победи, 3 нерешени меча и само 2 пораза од Питугули и од Влазрими Јуниор. Бараж мечот ќе се одигра в сабота, 24 мај на стадионот во Ѓорче Петров во Скопје. Временска прогноза. Во попладневните и вечерните часови денеска времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер над 60 км на час и изолирана појава на град. Од Управата за хидрометеоролошки работи додаваат дека утре ќе има изолирана појава на нестабилност со локален дожд и грмежи, а в петок ќе дува засилен југозападен ветер. Под влијание на нов влажен бран во деновите од викендот ќе има врнежи од дожд, локално во форма на невреме со пообилен дожд, проследен со грмежи и засилен ветер. Дневните температури ќе бидат во опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.